Нема повредени лица во објектот на Градежниот и архитектонскиот факултет во Скопје, каде утринава околу 9 часот избувна пожар, при што истиот е локализиран, а евакуирани биле навреме присутните професори и студенти. Пожарот е локализиран со 12 противпожарни возила и 26 пожарникари, кои по повикот за брзо време пристигнале на местото и успешно интервенирале во спречување на проширување на пожарот во останатите простории на факултетот. Спречено е ширење на пожарот и по хоризонтала и по вертикала. Материјалната штета ќе се утврдува дополнително, додека оно што е најбитно за нас, нема повредени и нема жртви во време на интервенцијата. Тоа е оно што можам првично да кажам. Имаше ли опасност да се прошири пожарот? Да, имаше, пошто веќе беше избиен со нашето доаѓање затечене во распламтена фаза, беше избиен надвор од прозорците и принесен на кровот, преку кровот постоеше можно да се прошири и по останатите делови од објектот. Знаат ли причините за пожарот? Не, за сега се уште не. Се работи официјално велата дека се заборавено уклучено решово што предизвикало пожарот. Не би знаеле, се работи прво на расчистување, гледате дека се уште трае интервенцијата, ќе се утврди дополнително тоа. Според информациите од противпожарната бригада од Скопје, со пожарот зафатени биле 3 кабинети на архитектонскиот и 2 кабинети на Градежниот факултет, при што целосно се изгорени 2 кабинети на архитектонскиот факултет. За пожарот од страна на вработен известен бил и деканот на Градежниот факултет Дарко Мословац, кој заедно со деканот на архитектонскиот факултет Огнен Марина изразија благодарност до вработените за брзата реакција и евакуацијата на студентите од објектите. Веднаш искочив надвор да видам што се случува и приметив во еден од кабинетите кој што е припаѓа на вработени од архитектонскиот факултет, дека излегува чад. Веднаш се јавив на секретарката, беше повикана противпожарна служба и веднаш дадов наредба сите студенти вработени да се евакуираат надвор. Во моментот кога сме добиле информација дека започнат пожарот, имало дел од просториите во останатиот дел од објектот со студенти, меѓутоа поради веднаш брзата интервенција на колегите наставници и вработените од архитектонскиот факултет, сите студенти заедно и со информација споделена со Градежен факултет, сите студенти од архитектонски и Градежен факултет се евакуирани, немало никакви да кажам, ситуации кои што би биле опасни во однос на студентите и веднаш е интервенирано од вработени на архитектонски факултет во гаснење, обидот за гаснење на пожарот. За жал, бидејќи се работи за стар објект, бидејќи се работи за најстариот објект кој што е фактички на Универзитетот Свети Кирил и Методе, изграден 47 до 49 година, двата факултети максимални напори пружаме за да го одржуваме, меѓутоа сепак се покажува дека одредени ситуации не можеме да ги контролираме. Останува да се утврдат и официјално причините за настанувањето на пожарот, како и тоа во иднина да се овозможи, според очекувањата на деканите, овие 2 факултети да бидат преместени во нови простории.